Европски амбиции има и Great Wall, кој откако не успеа со теренците и пикапите, по втор пат тргнува во поход на стариот континент. Менувајќи ја стратегијата, кинезите сега ќе им се додворуваат на европските купувачи со премиум електрифицирани возила кои ќе ги лансира под две своји марки. Теренецот представен како VW Coffee 01 е плагин хибрид со кој ќе се предизвикуваат германските производители. Со должина од 4,9 метри се сместува меѓу две нивни класи, а со комбинираните 476 конски сили кои ги извлекува од дволитарскиот мотор, практично ги надминува. Менувачот му е 9 степен, а значајна карактеристика е што во чисто електричен режим може да помине до 150 км со едно полнење на батериите. Покрај него, Great Wall ќе се испроба и во компактниот сегмент, каде ќе напаѓа со ретрофутуристички дизајнираните Ora Cat 01 и 02, чиј изглед дефинитивно ќе предизвикува поделени мислења. Располагаат со електромотор со 170 конски сили, а двата пакети батерии обезбедуваат автономија од 300, односно 400 км. Кинезите уште наведуваат дека ќе бидат опремени со бројни системи за асистенција на возачот и безбедносни технологии. Амбиции има и за спортската лимузина Cat 03 со моќни 408 конски сили, ама тешко дека таа би им се допаднала на европејците. Првите испораки се очекуваат на почетокот на следната година, кога во Минхен ќе биде отворен и, како велат, центар за испробување на брендот во Европа. Од Кина во иднина ќе доаѓа и Smart. Daimler го исполни својот дел од договорот и го подготви дизајнот на моделот со кој оваа марка ќе зачекори во својот нов живот. Сега на ред е Geely, кој треба да обезбеди механичка основа и до 2023 година да го организира производството. Согласно времето во кое живееме, Smart ќе биде мал електричен кросовер, поголем од сите досегашни модели. Концептот со кој се најавува визуелно настапува со симпатично лице и меки линии кои чистиот дизајн го ставаат во функција на пријателска допадливост. Внатрешноста засега изгледа малку повеќе натрупана, со непотребна шминка која не ја нарушува просторноста.